Добро утро за заменик министр за здравство, доктор Или Хасани. Доктор Хасани, добро утро. Добро утро. Се договоривме да се видиме денеска да поразговараме, бидејќи морам да ви кажам дека од она што јас го следам со пандемијава и во Европа и низ светот, очигледно е дека од една страна бројките паѓаат на заразени во овие делови од светот, ние кај што живееме, од друга страна што е резултат најмногу на вакцинацијата. Од друга страна расте бројот на овој делта вид во одредени земји и таму се информациите дека заболувањата се главно резултат меѓу луѓе со 80-90% кои што не се вакцинирани. Сега, Македонија сосема во последниве, да кажем, 10-20 дена, 2-3 недели, потона во едни крајно мали бројки на ново заразени, смртни случаи веќе имаме денови кога нема. Предвидувањата го гледам и вашиот колега Филипче, министерот, предвидува дека барем наредните 2 месеци не се очекува некакво подигнување на таа негативна статистика. Какви се вашите гледања? Излеговме ли од оваа пандемиска една пошаст која што не ги опоремети животот на назад година дена, или се уште треба да бидеме внимателни? Така е. Убаво резиме на све што кажавте. Ова маса ние се најдовме и пред некое време заедно кога плачевме. Да. И тие беа многу тешки времиња кога немаше вакцини, кога бројките ни беа на екстреми и веќе се опечевме на некој начин со маки. И ова е некој сосема друг период кој што сите го чувствуваме дека се враќаме на нормала. Мерките полека се тргаат и планираме да ги тргаме скоро комплетно, да кажам, пошто мерките си завршија своја работа. Освен што го контролиравме на некој начин вирусот, кој што е лудничаво се однесуваше и тешко се контролираше, као мерките направија, односно као последица на мерките, се подигна свеста кај сите граѓани. Јас и кога дојдов во студиото, не се поздравивме со рака. Така е, да. Ние се уште водиме сметка за дистанција, овој плексиглас се уште тука. Да бидеме искрени, престанавме маски да носиме за време на програмата, бидејќи веќе се сите извакцинирани кај нас, таква ние професијата поминавме. Али свеста кај сите нас и подсвеста, нели, веќе функционира на некој начин друг. Ние не сме истите кои што бевме и пред пандемијава и сега. Меѓутоа бројките се дефинитивно многу добри, кои што дозволуваат ние да бидеме многу покомотни во однос на мали групирања, односно малку поголеми групирања и така натака, и во однос на комуникација и во однос на сите активности кои што ни беа лимитирани. Доктор Хасани, од целото искуство светско со пандемија и се кај нас се разбира дома, се покажува дека овој вирус на затворен простор каде што се комуницира со голем интензитет, со повеќе време, значи тоа не е нешто од ова што ги гледаме експертите, треба да бидете екстремно несреќен за да за 2 минути разговор фатите вирус. Иако оваа варијанта сега многу по-пренослива на делта вирусот, значи очигледно е дека мерките кои беа сконцентрирани на лимитирање на затворени места, големи групи, дружења по долго време, дека дадоа резултат. Не ве плаши сега дека оваа варијанта со отварање на можностите за свадби, за концерти, за така натаму, иако многу од тоа е на отворени простори, дека ризикуваме повторно да може би се прошири вирусот во некои позагрижувачки цифри? Реални да бидеме, во Скопје имаше вчера така нешто или превчера, сега не поглед на бројки тamo, беа 20 или 3 заразени, позитивни. Тројца, да. Така нешто беше. 1000 и нешто и еден беше во Битола. Так. Од 2500 тестирања. Реално може да се случи и да се прошири болеста во вакви ситуации. Меѓутоа, затоа и постојат и мерките и затоа идејата е мерките да не се олабават комплет.
да кажеме. Некој ресторан кој што има капацитет од 1000 места, нели, 1000 луѓе да ги собере. Идејата не е да се отвара комплетно ресторанот со сите капацитети. Идејата е да се отварат и рестораните, но со лимитиран капацитет. Дали тоа ќе биде половичен или ќе биде еднотретински, нели? Сите ресторани веќе имат вентилација, некој вентилација луѓето инвестираат, што се вика со прозори. Так. Или вентилација кој што е сериозна, сепак има вентилација по рестораните. И нешто што треба да го споредиме. Ние свадбите само ги нарекуваме свадби собирот на луѓето за еден повод, кој што е многу важен за психолошки, традиционален. И луѓе откажа тој вид на настани со година дена чека и сега ред е. Сакам да кажам дека такви собирања ние сме сведоци дека ги има секојдневно и по неконтролирано по ќошињата. Секое затегнување на мерките во овој правец би донел до, лично мислам, би донел до непријатности заради тоа што луѓето ќе се соберат и по дома. И на тие 50 квадрати или 100 квадрати кои што ги имат, пак ќе прават свадба. Пак ќе се туткат по тие вративе. Тогаш барем во повисоки простори, поголеми простори, тоа исто. Затоа велам дека веќе една година помина. Ја разбирам таа логика и таа мислам дека е во ред таа. Подобро е нешто да го контролираш и да го имаш во системот, него да го оставиш во милост и немилост само на совеста на граѓаните, кои што сепак во деновите го осеќам дека граѓаните, и го поздравувам тоа и многу сум горд на тоа дека сите сме така свеста е подигната на тоа ниво, да сите внимаваме, затоа што не се работи само за лично здравје, само за мое здравје, туку се работи за општото јавно здравје. Очигледно дека клучот е во вакцинацијата. Очигледно е дека таа дава резултати. Ние сега доаѓаме во една парадоксална ситуација. Со овој наплив на вакцини кои што секојдневно стигнуваат, ние веќе во југот имаме многу повеќе вакцини на располагање отколку што има заинтересирани за вакцинирање, бидејќи мислам дека ќе имаме негде и до половина милион вакцини, а сепак ќе се истрпи списокот со ова темпо на 8-10 илјади луѓе дневно, има ми се чини околу 100 и нешто илјади уште пријавени. Но далеку сме од тоа да постигнеме висок степен процент на вакцинирано население. Доктор Хасани, што е проблемот? Проблемот е ве прашувам во организацијата на процесот, бидејќи таму каде што е организирана навистина оди безпрекорно. Меѓутоа не можеме да кажеме дека продираме сегдека. Не размислувате за мобилни тимови, за одење, значи вакцините да отидат на локација, не луѓето да дојдат и така. Еден поагресивен пристап или сепак дојдовме до еден лимит на луѓе кои сакаат да се вакцинираат и другото што и да правиме нема да имаме пристап. Оти само да комплетирам впечатокот, сигурен сум дека има луѓе кои што можеби не живеат во најурбаните места, сакаат да се вакцинираат, но им е компликуван зафатот сега да седнат на автобуси од некој не знам каде да отидат 50-100 километри за да дојдат до вакцинален центар. Така е, реално е така. Многу работи, овој вирус има многу непознати, многу иксеви има. Не знаеме ова стабилизација и светска и локална тука кај нас и особено во ваква мерка, дали последица на мерките, дали последица на вакцинацијата, дали последица на природата на вирусот, дали не знам. Знаеш, има многу незналици, меѓутоа единствена работа која што ние имаме на нашите раце као орудие, као оружје против овој агресивен непријател се вакцините кои што се докажа дека придонесуваат кон намалување на пренесувањето на вирусот и нормално смртноста од кај инфицираните пациенти. Не би се сложил со тоа дека моментално нема голем интерес. Има околу голем број на пријавени се статистички да не. Последното што ја видов цифрата се некако 120.000, таа се менува секојдневно, луѓе поголема пред 2 дена имав многу поголема шифра, меѓутоа сега да не придонесуваме кон
да не губиме време. Меѓутоа, прво и основно со овој проблем се соочува сите тие што вакцините ги добија многу порано. Еве да кажеме соседна Србија или па другите. Сега слушнав, прочитав пред некој ден 150 евра грците дават за помладо население да се вакцинира. За да се вакцинира. Значи како стимулација. Како стимулација Србите дадоа по 3000 динари, така ли беше? Или не е важно, важно е дека ќе се наоѓаат начини како да се стимулират луѓето да се вакцинираат. Индиректен притисок, да не кажам притисок, е самото тешко функционирање без на невакцинираните. Тоа е реалноста. Значи учителите треба да се вакцинираат. Не мора, ама треба. Ако не се вакцинирани, од 1 септември како ќе предават. Или на група на подлога кој што не е вакцинирана. Ме сваќате што сакам да кажам? Така. Значи, од друга страна, кој доктор не се вакцинира што работи со пациенти? Ризикот е преголем. Да. Сега доаѓа време на одмори. Апсолутно, ја мислам дека сите луѓе сакат или неќе за да патуваат негде, да идат на одмор. Да не кажам сите 100%, некој ќе се предомисли веројатно. Не размислувате вие да направите поагресивен пристап како министерство, како организација или останувате нови концепт на вакцинални центри? Не, апсолутно. Прво што е размислено во тој правец и прво што е направено е дека при штабот за кризи при влада на Република Северна Македонија ние отворивме и еден подштаб кој што ќе се занимава само со ова работа, односно со кампања за зголемување на свеста кај луѓето во однос на вакцинацијата. Меѓутоа, нема да можевме ние да активираме таа кампања се до вчера кога немаше голем број на вакцини во располагање. Вчера предвчера стигна вакцините пола милион и сега сме комотни за да можеме да бидеме поагресивни. Дали тоа ќе биде агресивно во смисол на медиумски пристап, дали ќе биде агресивно во однос на ова мое гостување тука? Па не за тоа сигурно. И подигнување на свеста. Јас мислам дури во практична смисла, мобилни екипи, одење на локации. Дали ќе биде во однос на доктор кај пациент, не пациент кај доктор. Така тој концепт ни е развиен и многу поодамна, не само за вакцинација, туку и за многу други работи. Дали тоа ќе биде со стимулација индиректна на луѓето, меѓутоа во моментот немаме потреба за такви математики и такви екзибиции заради тоа што сепак ни престојува еден период од 20 на дена, 30 на дена, кај што ако вакцинираме по 10 до 15.000 луѓе, сепак ќе има кого да вакцинираме. Значи, вашата проценка е дека добро се одвива процесот, со добра динамика и со добар одзив на заинтересирани. Имам такво чувство и мислам дека до крај на летото ние ќе го постигнеме, веројатно сите нема да може да се вакцинираат. Неверојатно, туку нема да се вакцинираат. Да, него вигилентно се следи процесот на вакцинација и во случај да видиме дека има некој застој во динамиката, дефинитивно дека ќе се преземат и други поагресивни мерки. Ние не сме луѓе кои што ја откривме топлата вода. Значи, имаме соседни држави или малку подалечни држави кои што знаат, се нашле во ситуација да се завршиле со луѓето кои што доброволно се пријавиле. И сега мора да настапиме и ние на дело, ама ние нема да ги откриеме тие методи, еве сепак во комшилук ги имаме. Јасно е. Да ве прашам, доктор Хасани, ние поминавме низ еден тежок период како и цел свет со пандемијава и мислам дека сите поуки и така натаму се извадени. Едно од големите достигнувања е што го сочувавме здравствениот систем, бидејќи во принцип дури и статистички погледнато големиот број на починати, релативно големиот број, сепак не доведе до распад на здравствениот систем, бидејќи имаше земји каде што буквално повеќе не можеа да ги примаат оние кои што беа заразени. Остануваме со сите планови за од септември, бидејќи повторно велам, не сме сигурни како оваа цела ситуација после одмори ќе се. Значи мобилни болници, распоред на лекари и така натаму, се е тоа оставено во некаква активна состојба по можност да се активира? Да, дефинитивно.
Стварно не се очекува деновиве да нешто се промени, меѓутоа и да се промени нешто. Тука сме инфективната клиника прво со голем капацитет и може да абсорбира еден голем бран на пациенти. Сите модуларни болници се физички и организационо во стендбај. Значи не се шатдаун, туку се во стендбај. И генерално здравствениот систем веќе го прифати тоа што порано не имаше отпор да се прифати. Јас сум хирург, треба да идам сега да лечам пациенти со ковид пациенти и многу тешко се прифаќаше сестра или болничар од други установи да се префрлат во ковид болниците. Тоа веќе е апсолвирано, мислам дека е дури се сваќа као нормално. Така реално мислам дека ние сме на стендбај. Како да го преведам подобро на македонски. Као да. Јас се плашам за нешто друго. Дали сте подготвени да за следнава пандемија, а тоа е овие редовни болести кои што се одлага, а кои што сега сите статистички ќе рипнат, бидејќи се што можеше се одложи за операции, за прегледи, некои од, да не кажем од овие потешки заболувања, кои знае какви ќе бидат статистиките. Дали е здравствениот систем сега подготвен тоа да го прифати веќе од летово? Епа вака сега секое лето со хронични елективни пациенти не се работеше. Ние мислам дека ова лето ќе се работи. За да може да се исчисти некој дел од списокот на пациенти кои што се на листа на чекање. Малигните болести во ниеден момент не ги застанавме, освен мислам дека неколку дена на почетокот кога имаше почетокот на пандемијата и не знаевме што да правиме. Нели рековме стоп, чекајте. Почекајте малку со операции. Факт е дека и самите граѓани не сакаат да одат на тие 2-3 дена, сакам да кажам, таа статистика и не само тие 2-3 дена. Целава година има луѓе кои што просто не сакаат да одат во болница заради ризикот да бидат заразени. Тоа се натрупува. Еве јас на пример се занимавам со патологија на рбетот доста сериозно. Има пациенти кои што доста време чека и веќе се на ќош на можностите за да почекат. Како е состојбата на вашата клиника? Долги ли ви се листите на пациенти кои што чекаат? Како уште? Дали се долги листите на пациенти кои што чекаат? Има успевате да ги чистите листите? Доаѓаат многу е тешко да се исчисти листата која што е долга сепак на листата на чекање, меѓутоа сепак се работи на поинтензивно се работи и сите хронични пациенти кои што чекале сега веќе навалуваат одеднаш, нели? И веројатно летово ќе се постабилизираат сите тие работи. Има луѓе кои што стално се јавуваат, нонстоп се јавуваат. Стварно немаше некој простор во тек на пандемијата да се оперираат некои колкови, некои кичми кои што може да почекат, нели? Сепак се елективни пациенти. Доктор Илир Хасани, благодарам заменик министер за здравство, благодарам за разговор. Се надевам дека ние се обидуваме да подигнеме и свеста за потребата од вакцинација. Се надевам дека истиот системот со пријавување, можат луѓето да се пријават, можат да безецираат таму датуми и така натаму, и дека оние што не ја обавиле вакцинацијата ќе најдат за потребно тоа да го завршат летово. Морам еве за крај на ова емисија, за мене веројатно крајот за вас е уште. Ние ќе останеме уште неколку часа. Морам да кажам дека едино решение, да ги повторам овие зборови, не знам по милионти пат, дека едино орудие, едино оружје кој што ние го имаме во борбата против овој вирус е вакцинацијата. Вакцинација не е заштита само на индивидот кој што ја прима таа вакцина. Вакцинацијата е обврска за да се сочува јавното здравје, да се сочуваат нашите деца, да се сочуваат нашите стари луѓе кои што на X причини не може да ги примат тие вакцини. И тоа е обврска кој што ние ја имаме не само за чување на нашето здравје, затоа што некој ќе каже ја боле ќе прележам, нели, ова болест, отколку да се вакцинира. Вакцинацијата е морална обврска за да се заштитат бремените жени кои што и онака нема да можат да примат сега вакцина, веројатно со новата вакцина од кинеската ќе може и тоа да види, за да ги заштитиме
мајките наши, доилките, фактички на децата, кои што и тие до сега не можеа да се вакцинират, и да ги заштитуваат сите други луѓе, па и децата на крај крајва да ги заштитиме. Не знаеме ние какви ефекти ќе има кај децата болеста, а знаеме дека и кај нив поминува болеста. И така да еден така најпријателски, најискрен апел. Па и лекарски совет се надевам, нели? Апел и совет до сите сограѓани, па и пошироко, да ова не го сметат као демагогија, туку да го сметат као онака израз од душа што се вика, вакцинирајте се. Значи не одбивајте нешто што цел свет го кажува дека е едини начин да излеземе од ова криза. Пријавете се, ако имате било какви проблеми, ви стојаме на располагање као Министерство за здравство и јас лично као Илир Асани, па и во својство на заменик министер, еве да помагам во овој процес. Имате мојот телефон, го имат сите. Пола Скопје. Сите го имат, не Скопје, Македонија. Така да јавете се ако има проблем во однос на вакцинација и вакцинирајте се за да се спасиме луѓе од ова чума кој на 21 век.